Како да ја надминеш болката и тагата од загубата на саканата личност. Во видеово ќе споделам структуриран процес за ослободување и намалување на ова страдање, една многу моќна медитација која што ќе придонесе да се ослободи голем дел од таа заробена енергија на болка која што ја чувствуваш во себе и во своето тело. Ова исцелување кое што ќе го споделам денес со тебе е еден вид патување која ја почитува болката и љубовта која што се наоѓа под неа. Процесот на исцелување не е права линија, повеќе наликува на спирала, каде што на болката ќе се навраќаш во повеќе наврати и самото процесирање на жалост ќе оди по повеќе фази. После првичниот шок следуваат уште неколку фази на процесирање на жалост. Загуба на сакана личност може да биде по било кој основ. Може да станува збор за развод, може да стане збор за едноставно некој со кој што не сме веќе во контакт, или не дај Боже смрт. Како и да е, сите процеси кои што ќе следат во видеово ќе придонесат да се намали твоето страдање и твојата болка со која што се соочуваш во моментот. Чест сопатник на тагата е стравот. Стравот едноставно го заробува нашиот ум и ни ги стеснува опциите на размислување, едноставно умот како да е заробен и да не може да ги види сите опции како ќе изгледа животот понатаму и покрај се како е. Процес број 1. Дади глас на тагата. Дозволи тагата во тебе да прозбори. Дали преку плач, дали преку движење, звук, солзи, пишување, разговори и така натаму. Со тебе ќе споделам една многу моќна метода која што ќе ти помогне во било кој момент каде и да се наоѓаш. Не го супресирај, не ја потиснувај болката ни страданието и послушај ги следниве чекори. Во моментот кога во телото ќе почувствуваш грч и ќе препознаеш болка поради недостаток од присуството на таа личност, прва метода што ја препорачувам, особено на женската популација, бидејќи мажите поинаку се справуваат со таа болка, е да земат лист хартија и пенкало. Едноставно да се повлечат каде и да се на работа, може да се повлечат во друга канцеларија или да влезат во кола или едноставно да се одделат и во моментот сите тешки емоции да ги излееш на хартија. Значи дади глас на тагата преку пишување. Едноставно еден момент да се излеат сите мисли. Буквално е таа метода на запишување на сите мисли, бидејќи тогаш не ги излеваме само од умот, него буквално се излева од душата, се излева од срцето, се излеваат зборови и од мисли и од душата и од срцето и од умот и од подсвеста. Буквално се што е потиснато да се излее на хартија. Тоа би изгледало вака: се чувствувам. Значи, започнуваш се чувствувам како? Изнервирано, болно, шокирано, значи буквално овие зборови, како се чувствуваш и кои мисли ти доаѓа. Тешко ми е, чувствувам празнина, што ќе биде понатаму, значи буквално сите мисли се излеваат на хартија. Кога ќе се запишат сите мисли, може да потрае ова и 5 минути, 10 минути, едноставно не гледај на време кога излеваш болката на хартија. И откако ќе запишеш се буквално што те лежи на срце,
Едноставно, последната реченица да биде ова го предавам на Бог. Значи, буквално замисли дека твоето писмо е предадено на виша свест, на виша сила. За едноставно да настане олеснување и ослободување од моменталната болка и страдање кое што ти го чувствуваш. Во однос на мажите можам да кажам, мажите се повеќе склони кон споделување на тага со ресурсна личност, односно личност во која што имаат доверба, или едноставно во движење. Движењето, можам да кажам, како метод на излевање на страдание и болка е многу добар метод. Би го препорачала на сите, и на машката и на женската популација, бидејќи движењето возможува излез. Значи, само да не се најдеме во ситуација да седиме во болката, едноставно да има било какво движење. Намерно, да кажам, со план, едноставно да се сетиш во моментот кога ќе осетиш болката, да станеш и да се придвижиш. Околу споделување на болката и страдањето со ресурсна личност, би напоменала дека ние немаме системско образование како да се справиме со нашите емоции, со нашата болка. И со овој тип на разделби, со луѓе кои што сме биле со децении блиски, или сме имале, не мора да значи децении, значи екстремна блискост, а сме ги загубиле. Покрај изборот на ресурсна личност, треба таа ресурсна личност да има одредени вештини и алатки како да се справи со болката на другиот. За сите оние кои што ме слушаат во моментов, а сакаат да помогнат на некој друг што страда, доволно е само активно да слушаш. Најдобрата алатка е да активно го сослушаш тој што страда. Едноставно ние велиме да седиш во кал, да седиш во болката, во страданието со другиот. Веќе навистина некој пат е чест да бидеш одбран за ресурсна личност, за човек на кој што некој се определил да се довери. Седењето во болка со другиот бара трпение, издржливост, без да се даваат совети, без да се дели памет, што треба да се прави, без да се негира проблемот и така натаму, едноставно да се сослужа с човекот во сегашниот момент и во моменталното страдање. Тоа е една од најважните, да кажам, алатки и вештини што може да ги понудиме. Интересно е, ние луѓето, ако некој повреди рака или нога, често му одиме во пусата, го прашуваме како е, му звониме на телефон. А кога истиот тој човек или таа личност ќе загуби близок, едноставно сите луѓе ги снемува од проста причина што немаат алатки како да се справат со болката на другиот. Луѓето сакаат да помогнат, но едноставно не знаат како точно тоа да го направат. Се надевам дека ово напатствие, овие инструкции да само слушате и седите во болката со другиот, на вистина ќе помогне на тој што страда. Во продолжение на видеово ќе споделам една многу моќна медитација и би советувала да се повлечеш настрана или да го прекинеш сега видеото, па да го слушаш, да не си во состојба да возиш или да нешто работиш каде што бара аналитички ум. Значи, одвој време за себе и во продолжение на видеово ќе споделам таа моќна медитација за ослободување и намалување на болката од разделбата со саканата личност. По било кој основ може да е разделбата.
Се надевам дека овие моќни процеси ќе ти помогнат да едноставно се намали страдањето. Будена медитација, ослободување на болка. Сврти ја свесноста кон твојот здив и само забележи дали е тој брз, бавен или балансиран. Сврти го твоето внимание кон твојот внатрешен свет. Сега дозволи твоите очи нежно да се затворат. Земи момент за себе. Да се почувствуваш себе во ова место и време. Знаејќи дека овој простор, овој момент е безбеден. Дозволи овој момент и овој простор да те држи во заштита. Знаејќи дека одвои време да бидеш со себе и со оваа медитација. Твојот живот малку ќе почека. Сега за момент остави го твојот живот настрана и надвор од овој момент. Секако, твојот живот секогаш ќе го најдеш, но сега, за овој момент, остави го надвор од сегашноста. И како што се чувствуваш комфорно во оваа позиција, освести за било какво упорно, болно чувство што го имаш во себе, а што ти го попречува твојот пат или ти причинува тешкотија во твојот живот. Ова може да е болна ситуација, може да биде болно уверување за тебе или за тие околу тебе. Може би е само една болка или страдање, кој што долго го носиш со себе. Може би е тежок физички проблем за кој што силно се држиш. Сега дозволи му на твоето срце да ти каже која е причината за твојата најголема болка, која што ја носиш долго. Моментот кога го добиеш овој одговор, дозволи твоето внимание да потоне во твоето тело, длабоко, во светот внатре во тебе. И како што го дозволи ова, забележи каде во твоето тело може би го држиш ова болно нешто. Влези внатре и само почувствувај болката. Каде живее во твоето тело? На која локација? Сега замисли кога би имало боја оваа болка, каква боја би била? Кога би имала форма, каква форма би имала? И почувствувај како тоа чувство живее во тебе. И дозволи да се потенцира во овој момент посилно.
Свати дека ова го носиш полого време во себе. Започни да ја чувствуваш тежината и товарот од оваа болка. И како што навистина ја чувствуваш тежината од ова болно нешто, би сакала да се прашаш себе си: ако јас ја носам оваа болка за некој или нешто кое што го сакав и се уште го сакам, или јас ја користам оваа болка како начин да останам поврзана со некој или нешто кое што го сакав или се уште го сакам, за кого би било тоа? Кој или што ти сакаше толку долго на одреден начин? Може би е личност, може би се повеќе луѓе, може би е чувство, може би е некоја состојба. Оваа болка стои во тебе како начин да останеш поврзан или поврзана со нешто или со некој што го загуби. Оваа болка стана начин како ти даваш почит кон нешто што го сакаш или кон некој, за всушност никогаш да не го заборавиш тоа што многу го сакаше. Знаејќи дека ова болно чувство и ова страдање е твој начин да сакаш некој или нешто, или да знаеш кој или што всушност е. Започни да си представуваш пред себе преку слика се појави оваа личност или ова нешто сега пред тебе и дозволи сликата која што ќе искаже твојата болка да се појави пред тебе и дозволи да бидеш изненадена. Може би нема да се појави некоја личност или нешто друго што ти на почетокот мислеше дека ќе е. Погледни во фигурата или во сликата која што ти се прикажува на оваа изгубена љубов и почувствувај ја поврзаноста која што ја имаш со оваа личност или ова нешто преку болка која што ја носиш во твоето тело. И како што се прикажува пред тебе личноста што ја сакаше или нештото што го сакаше, замисли дека тука се наоѓа една машина што вшмукува. Замисли дека преку оваа смукалка се ушмукува целата негативна енергија или емоција која што се наоѓа во оваа личност или во ова нешто што ти го сакаше. И само погледни како оваа машина се вклучува и ја вшмукува цела негативна енергија што се наоѓа во таа личност или во тоа нешто. И таа негативна енергија завршува во оваа машина.
Гледај како целата негативна енергија, презир, тага, жалост, страв влегува во машината. Гневот, загубата, самотијата и се друго, се што е болно. Се што е болно влегува во оваа машина. Се што останува во таа личност или во тоа нешто е се она што ти навистина го сакаше. И сега провери дали во тебе се наоѓа некаква негативна енергија или негативна емоција кон оваа личност или кон ова нешто кое што ти го сакаше. Дали има презир во тебе, тага, жалост, страв, гнев, чувство на загуба, самотија или било што нешто друго. И дозволи истата оваа машина да ја свртиш кон себе и да собере сите овие негативни чувства да излезат од тебе. Така да се што ќе остане како дел од тебе е навистина она што ти го сакаш за оваа личност или за ова нешто. Сега замисли се себе си како ја земаш раката на оваа личност во твојата. Ја прегрнуваш оваа личност и замисли како и ги кажуваш овие зборови. Оваа болка што ја носам е мој начин како јас тебе те сакам. Ова е мој начин за да не дозволам да те заборавам. Да не заборавам на тебе. И да останам поврзана или поврзан со тебе. И дури не ни се грижам колку многу боли. Подобро би ја држала оваа болка отколку да ја загубам поврзаноста со тебе. И види како оваа порака е испратена кон личноста преку твојот допир, преку твојот глас. И сега забележи како таа личност ја восприема оваа порака. Сега погледни како те разбираат, дека сега си разбрана. Помини колку сакаш време и колку што ти е потребно, зборувајќи со личноста и покажувајќи зошто ја носиш оваа болка. Покажи дека ова што го носиш представува всушност љубов. Сега дозволи да и тие почувствуваат како е на тие на тебе. Како ти е на тебе и како ти всушност сакаш толку длабоко и како се тие толку длабоко сакани од тебе. Откако виде дека оваа порака е примена, дозволи си на себе си да ја сватиш оваа вистина. Ти ја носиш оваа болка
и ова болно чувство поради љубов кон таа личност или кон тие личности. Дозволи ова да се вреже длабоко во тебе, бидејќи ова е цело време што ти го правиш. И дозволи да сватиш колку сето ова е болно. Дозволи си на себе си да признаеш дека си спремна да отпуштиш дел од ова болно нешто, бидејќи е преголем товар и ти предизвикува големо страдање. Дозволи личноста заради која страдаш да ти ја принесе пораката дека тие не сакаат ти да страдаш. Таа личност не сака ти да носиш ваква болка. Слушни ја нивната порака, каде што ти кажуваат или ти кажува дека нема потреба да го носиш ова болно чувство, само за да ја задржиш љубовта кон нив, почита и сеќавањето. Дозволи да ја сватиш нивната порака, односно пораката од личноста, дека нема да ги загубиш, нема да го загубиш или да ја загубиш таа личност, доколку го отпуштиш ова болно нешто. Почувствувај оваа дозвола да отпуштиш болка која што се наоѓа длабоко во твоето тело. И почувствувај го ова олеснување од сознанието дека имаш дозвола да престанеш да го носиш овој товар во тебе. Сега замисли дека вие двајцата се договарате и одлучувате што да направите со оваа болка која што ти ја носиш. На кому му припаѓа оваа болка? Каде сакаш да ја однесеш оваа болка? Дали сакаш да ја закопаш? Дали сакаш да ја носиш од тебе, да испратиш преку енергија во светлина? Дали сакаш да ја отпуштиш во река, во океан? Дали сакаш да ја предадеш во огин, се претвори во дим? На кој начин сакаш да ослободиш оваа болка, за да се трансформира во нешто друго? Но сега, знаејќи дека ова го правиш од љубов кон личноста, кој начин го одбираш како да ја придадеш оваа болка? Дали преку вода, дали преку земја, преку огин, преку воздух, преку светлина? На кој начин сакаш да ослободиш и придадеш оваа болка од твоето тело надвор? Сега замисли една света церемонија каде што ти ја предаваш оваа болка. Ја предаваш на оној елемент на кој што ти највеќе си поврзана. Ја носиш оваа болка
со цел да останеш поврзана со таа личност која што ја загуби. Предади ја болката од твоето тело на најсоодветен начин. Буквално замисли како вадиш од тебе нешто во форма на енергија. Едноставно чувствуваш олеснување и ослободување. Едноставно отпушти. Дозволи на себе си да сватиш дека секој што сака некој друг, а тој веќе не е со нас, можеш да го сакаш на друг начин. Може да го сакаш и ако носиш нешто добро. Па затоа дозволи на себе си да земеш нешто друго. Да носиш нешто друго како спомен за поврзаност со оваа личност што ти ја сакаше. Бидејќи ја ослободи веќе болката. Во тебе има простор кој што треба да се исполни со нешто друго. Нешто што се чувствува како нешто добро. Нешто што ќе те потсетува на оваа личност. Сега замисли дека таа личност ти дава нешто што го пополнува овој простор и што и двете личности ќе бидете горди тоа да го носиш ти во себе. Може да е символ, може да е некој нов квалитет, некој ново уверување, некој нов спомен, некој ново чувство, некоја нова навика. Што би можело да биде добро, да го носиш како момент, како спомен на таа личност, но на друг, на нов начин, на кој што ќе искажуваш твојата љубов кон таа личност. Што и да е, почувствувај се себе си како го примаш ова на нов начин. На нов начин на кој што ќе ја запомниш љубовта и поврзаноста со оваа личност. Од овој ден па се понатаму. Земи момент да почувствуваш како е различно. Како нешто се смени и веќе не е ништо исто. Веќе не ја носиш љубовта како што ја носеше досега. И како што ја чувствуваш оваа промена, почувствувај се себе си дека носиш во себе нов символ на љубовта, го носиш во твоето тело на истото место каде што беше болката. Овој нов символ на љубовта се наоѓа во твоето тело. Какво е чувството да го носиш овој нов начин на љубов внатре од твоето тело? И сега, бидејќи веќе го носиш овој нов начин на поврзаност со личноста што ја сакаше, дозволи си на себе си да се простиш со оваа личност, да се разделите. И како што се разделуваате, и како што ви се разделуваат патиштата, покажи го символот на поврзаност. Покажи го символот на таа личност. И упати им порака. Еве ова е сега мојот нов начин како јас тебе те сакам.
Кажи на личноста се што сакаш таа да знае. Ако сакаш, можеш и да се прегрнеш со таа личност за последен пат. И оваа порака за твојата љубов и твоето збогум да биде начин на кој што ќе има добро чувство, каде што ти ќе носиш добро чувство во тебе и никогаш споменот за нив нема да избледи. Збогувај се уште еднаш со оваа личност. Гледај како полека таа исчезнува во светлина и во едност. И станува дел од се и дел од секого. Сега полека врати го твоето внимание кон твојот здив. Врати се во овде и сега. И само биди сведок на твојот ритам на дишење. Како вдишуваш и издишуваш. И почувствувај ја поврзаноста со новиот символ, кој што го носиш во себе и кој што од овој момент ќе живее во тебе. Почувствувај разликата на новиот начин на сакање на таа личност. И сега погледни го символот што е во тебе и неговата убавина. Го носиш во себе, но представува нешто добро. Не е товар, не е тежина. И сега дозволи неколку моменти сето ова да се интегрира во тебе и да стане дел од твојата внатрешност, од твојот внатрешен свет. Покани го овој нов начин на постоење да биде во тебе уште подлабоко и подлабоко. И буквално да се всади овој нов, подобар начин во твојот живот. Почувствувај го ова добро чувство во секоја клетка во твоето тело. И сега земи длабок здив и издиши. Ослободи. И сега дозволи твоето внимание да се врати во сегашниот момент. Кога ќе бидеш спремна, отвори ги очите. Дозволи на твојот ум, твојата свест и твоето тело уште 10 минути да одмараат од тишина, мир и спокој. Се надевам дека оваа медитација ти помогна да ја почувствуваш љубовта и да ослободиш болката, а по тебе да остане само љубовта и сеќавањето на блискоста со таа личност и дека ќе ја трансформираш таа љубов во еден нов момент, во еден нов символ, во нешто друго. Нешто друго кој што ќе придонесе да продолжи твојот живот, благослов и благодет. И покрај се како е.